Што се однесува за трошоците за нотарски и адвокатски услуги на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација, потребно е да се истакне дека претходното раководство во време на владеењето на ВМРО ДПМН намерно имало селективен пристап во тужењето и проследувањето на веќе добиените тужби до извршител. 6200 извршни и правосилни тужби, кои што веќе почнуваат да застаруваат, а кои новиот менаџерски тим на Водовод ги наследи од претходното раководство, после многу опомени до граѓаните за подмирување на нивните обврски кон Водовод, согласно закон мораше и беа неселективно проследени до извршител. Со намерно непреследување на тужбите до извршител и нивното чување во фиока, претходното раководство вршело класичен политички подкуп на граѓаните. При тоа сакам да истакнам дека не станувало збор само за граѓани од социјално ранливи категории, туку и добро ситуирани наши сограѓани со висок животен стандард, меѓу кои лекари, полицајци, новинари, бизнисмени, кои долги години биле приврзаници на режимот на ВМРО ДПМН. Истовремено, претходното раководство на ЕКП Водовод и канализација селективно не тужеше своји приврзаници, со што дозволи да застарат околу 150.000 евра побарување на Водовод или 10 милиони денари, за кој износ практично го има оштетено предпријатието. За оваа злоупотреба до надлежните институции, јавното комунално предпријатие Водовод и канализација ќе поднесе кривична пријава за злоупотреба на службена положба и овластување. На крајот, граѓаните треба да знаат дека приходите остварени од навременото тужење и давање на извршител се повеќекратно поголеми во однос на направените трошоци за нотарски услуги. Сакам само да дополнам дека во овој период јавното комунално предпријатие е финансиски стабилизирано, финансиски ликвидно и со огромни чекори напред оди во осовременување и техничко усовршување. Во минатиот период, за време на ова раководство, беше набавен рентген или геоскенер. Во процедура за набавување со спроведување на проектот на корелатор и геофон, исто така и камера за откривање на девијации на канализационата мрежа, како и географски информатички систем. Само еден перформанс од географскиот информатички систем е, например, подземниот катастар. Сето ова ќе биде заокружено до крајот на јули оваа година. Се до 2016 навремено се тужени обврзниците кои не ги измирувале обврските кон јавното комунално предпријатие без оглед дали се работело за граѓани или се работело за правни лица. Од 2008 до 2016 се навремено доставувани на тужбите и истите јавното комунално предпријатие ги има добиено. Сега замислете ситуација во која сте направиле трошок за тужење на граѓаните, не сте ги аминувале, меѓутоа тужбите сте ги одлагале во фиока. 6200 такви наталожени тужби ни беа оставени нас како ново раководство. Имате ли представа колкав трошок е направен во тие 8 години за тужење, а при тоа не ги проследувате до извршител, за да можете да си ги вратите трошоците за тужење, како и да си ги намирите побарувањата кои се по основ на неплатени сметки. Ако имате представа дека 6200 тужби наследивне и требаше да ги проследиме до извршител бидејќи почнаа да застаруваат, а законот за нотаријат јасно кажува дека секоја тужба пред да биде проследена на извршител мора да има печат за правосилност и извршност од нотар, јасно ви е дека трошоците се направени за тужби кои што ова раководство на јавното комунално предпријатие ги наследи од претходното. Тука се работи за класична политичка перверзија. Ви оставаат 6200 тужби кои што намерно не ги спровеле до извршител, а потоа ве обвинуваат дека ви се зголемени трошоците за нотарски услуги бидејќи вие сте постапиле по закон. Замислете. При што, кога зборуваат за трошоците за адвокатски и нотарски услуги, никогаш не ја гледаат приходната страна. Таа е 5-6 кратно зголемена во однос на раководењето на јавното комунално предпријатие од претходната власт. Повеќе пати кратно е зголемена во однос на трошоците кои што ги прави јавното комунално предпријатие. Значи не само што губите средства, што не губите средства, туку напротив, не дозволуваат истите да застарат, и со давањето на извршител вие ги наплаќате трошоците кои сте ги направиле, меѓутоа и обврските кои што граѓаните по основ на неплатени сметки ги имаат кој јавното комунално предпријатие. Затоа зборувам
дека практично се работи за манипулација груба со граѓаните, за прес на ВМРО ДПМН заради ситно дневно политички поени. Ви ги кажав разликите и во трошоците направени за репрезентација и угостителски услуги во време на владење на ВМРО ДПМН и во сегашно време. Ви кажав прецизно точно колку се потрошени за угостителски услуги во првото тромесечие од оваа година.